Така ги формираме 9 сдружения на македонци. Ги формираме македонската заедница. Го формираме Македонскиот национален совет. Начело со мене како председател на Македонската заедница и бројни председатели на сдруженијата, собраме 5300 подписи од Бујановац, Врање до Суботица. 53 лектора и во Сава центар. Прв пат се слушна македонската химна и српска црногорската тогаш. Го формираме Националниот совет со надеж дека поред тоа што ќе ни даде пари и можност да земеме пари, а ни дадоа пари минатата година 3 милиони 200, ова година 3 милиони 800 само од Србија и нешто од Војводина. Меѓутоа, за жалење, ние сем тоа институционално што имаме организирано се, дезорганизирани. Македонската заедница буквално умират. Македонските сдруженија исто така. Од доаѓање на македонскиот амбасадор Виктор Димовски и опште политиката на Република Македонија кон македонското малцинство во Србија е изузетно лоша. Македонскиот амбасадор прво не сакаше да се сретне со председателите на Македонската сдружение. Јас лично барав како координатор тогаш. Македонската заедница ја формиравме на 4 председателя на 4 сдруженија, да биде посилна појака нашиот збор потежок, кога би имале контакт тука со Македонија и со него, со амбасадорот македонски. И кога бев да го поканам да дојдет на основачкото собрание, ми рече еден збор. Гојко ни сега не би се сретнале да не беше формирање на Македонската заедница. Што очигледно неговата екселенција заборавил дека он представник на Република Македонија, а јас сум дошол како македонски активист кај него да го повикам, ако сака нека дојде, ако не. Тодоровски, се надевам дека не го доживувате ова како обвинителна клупа, иако сте на специјално столче. Па, не сум сигурен, не сум сигурен, посебно во овој контекст не би сакал да бидам дрвен адвокат на колегата Димовски, број 1, број 2, сепак ова се така едни, да ги наречеме меѓучовечки односи, а во последно време се обидуваме да направиме една мала трансформација на она што значи дипломатски ангажман на тоа поле. И еден од тие сегменти е да не навлегуваме во она што значат меѓучовечки судири. Значи, прво и основно, правото да се биде македонец или не, или да се припаѓа на едно малцинство, е индивидуално право. Нема више тоа колективни права и така натаму. Значи, се работи за индивидуално право. Ако е тоа индивидуално право, тој човек треба и доброволно да се искаже и доброволно да превземе некои активности. Не знам од кои причини и како причини и дали воопшто е така како што кажува господин Гојко. Сигурен сум дека он тоа така го доживува. Меѓутоа, не би сакал да навлегувам во таа сфера од едноставна причина што мислам дека е тоа never ending story, бескрајна приказна. Имаме други многу поважни работи за кои треба. Има една теза која ние македонците обично ја тврдиме, а тоа е а се најдеме некаде во странство, па дури и дома, вика двајца македонци, тројца шпиони. Значи, двајца македонци и веднаш има ривалитет, нема национални интереси, нема национални приоритети. Некаква ситуација која може би најпрагматична и гледлива во Бугарија, каде што две организации на тесен простор меѓу себе не соработуваат. Во Србија исто така имате некаков реален конфликт во хиерархијата и така натаму. Прашање за сите, дали е тоа исправна теза или е тоа фрлена болва од разни служби кои сакаат да ве контролираат? Ако ми дозволите, во Србија тоа е фрлена бомба од македонската држава. Тоа тврдам со глава. Кога се формира Македонското сдружение Македонија, првото организирање на македонците во Пожаревац, после година дена македонската амбасада заедно со македонското дописништво во Белград го формира као пандам ривалство Друштвото на југословенско-македонско пријателство Шарпланина. Македонско радио и денеска се тука шарпланиците, како ги викаме погредно, им даде простор во центар на Белград, каде е седиштето. Иако нашето сдружение Кочо Рацин во Белград нема седиште, а веќе постои 3 години, иако македонската заедница нема седиште и нема ни средства. Потоа, јас тврдам, одговорно последиците на такво понашање на Република Македонија која се презентира преку македонската амбасада е доста лоше за македонската заедница во Србија. Примера само ради. Во задните 10 години по статистичките податоци не снемало за 57,35%. А во тој исти период како не снемало? Така, статистички не снемало, помалу сме. Иако во тој период сме имали најголем наталитет со ромите заедно и најмало иселување. Каде сме од тоа отишли? Да сме кинези, тоа би било многу. Ги имам кажувано овој податок на многу никој не се интересува. Значи ли тоа дека, например, за да добиете работно место мора да се прекрстите во Србин? Не.
Не, такви потешкоти ние немаме, како Бугарија, како во Грција. Ние прилично имаме тие права таму тие права ние нема право кој сме ние барали, да сме нешто барали да Србите не ни дале. Христоф Константиновски, зошто вие не успевате да најдете заеднички јазик? Што е тоа што ве прави различни на мал простор? Тоа е сложен психолошки и социолошки въпрос, прашање, на кој треба да се отдели многу време за да може да ме разберете. Но пак ќе се сопра на медејната пропаганда, која се шири и која влијае врху луѓето, зависимост од неговиот рст, од неговиот интелект, од неговата култура, да преодолее факторите кои влијаат и тој треба да се сообразява со тоа кој му се воздейства од пропагандата и тука се получават наши разлики меѓу нас. Да кажеме, ние имаме един став, другите имат друг став. Ама ние се опираме на нашето историско минато и на нашето право, опирајќи се на меѓународното право. Да се опреме на това и това да бараме. Други викат това да не го бараме поради това дека ќе има, нали? И много, това са много фактори. Много фактори се. Јас мислам дека се што става во Бугарија, това е работа на бугарската пропаганда која водат од многу одамна. Това като вземе като пример председателот, поранашниот председател Петър Стојанов, кој кажа дека најромантичната част на историјата на Бугарија това е Македонија. По това кога го избраха за први пат Ѓорѓе Парванов, им бе дадено прашањето дали го тој поддржува тоа став на Петър Стојанов, тој кажа дека да. Сега целата пропаганда на Бугарија на тази нина философија, на тие нини тези за голема Сан-Стефанска Бугарија, која е заангажирана целата бугарска така држава, като вземе и пресот, па вестници, медиите, тези кои са историцарите на Бугарија, државниците, се цялата тая пропаганда не спира, не само дека не спира, но тя и се повеќе става воздушна. Дали вие помалку како стари кадри влегувате во таа шема во која барате непријатели по секоја цена, наместо се свртите кон себе, кон својот национален идентитет и права, па барате непријатели во врхушката и власта во Софија? Не, това тие го докажуват, декларират го тие пред бугарската и световна јавност дека това са те кои са. Това и тука не го знае и Македонија, ината јавна пропаганда. Тие не го кријат това. Това јавно го кажуват. Дека се што е македонско е бугарско. И целата тая пропаганда е сведена и во тените институти кои меѓу нас македонците ги правят тези работи. Добро, генерално прашање за сите. Зошто релативно малите македонски заедници во соседните земји не може да бидат мостови? Каде се кршат мостовите? Обично заедниците, малцинските заедници се мостови на пријателство меѓу две соседни држави. Што е тоа што ние го имаме тој синдром дека или не мачат, или сме измачени, или не негираат? Митлевски, од вас? Видете, во однос на тоа прашање, јас ќе зборувам конкретно, сакам да кажам за ситуацијата и состојбата на македонците во Албанија. Навистина велиме дека малцинството да бидат мост на поврзување. Долги години се зборува и на билатералните стредби меѓу врвот на Република Македонија и врвот на Република Албанија. Меѓутоа, конкретно не можеме да осетиме во тој склоп. Врвни политичари од тука од Република Македонија посетуваат во Албанија на сите стредби, кои што навистина не сакам да го негирам тоа дека и ние имаме бидено присутни на оделно од врвот на политиката на Македонија, во склоп во заеднички состаноци со врвната политика на Албанија. Конкретно се зборува многу, меѓутоа не можеме да видиме да излези на површина оно што ние го бараме. Ние не бараме дека упорно да се настојува од властите или од власта од матичната наша држава во Албанија. Меѓутоа треба еден реципроцитет во политиката меѓу двете држави, соседни држави. Јас мислам дека треба да постои таков